Народниот херој генерал Михајло Апостолски ќе добие спомен куќа. Се работи за една од куќите кои неодамна општина Штип ги доби на подарок. Спомен куќа на вистина издржливо и тоа да биде во Ново село. Инаку да кажам дека ние од господинот Джан Митрев добивме на поклон 4 куќи во Ново село. Односно 3 куќи во Ново село кои се заштитени. Ние планираме перспективно да ги приуредиме и да ги направиме и мислам дека тоа ќе биде згодно место да биде таму на улица Никола Карев. Така да од наша страна таа иницијатива ќе ја прифатиме со расширени раце. Затоа што цениме дека генерал Михајло Апостолски, кој е многу заслужен за слободата на Македонија, заслужува да има едно такво каче во нашиот град. Во Штипско Ново село родени се многу значајни личности од историјата, меѓу кои Михајло Апостолски, Тодор Александров. Таму учители биле Даме Груев, Гоце Делчев и Ѓорче Петров. Градот треба да им се одолжи на значајните личности родени овде, вели градоначалникот Захариев. Тоа ако не беше Михајло Апостолски, кој завршил генерал-штаб на војна академија, кој направи елитна војска во Македонија, ние денеска немаше да имаме независна држава. Значи такви речи се раѓаат еднаш на 100 години. Михајло Апостолски заслужува сите пиетети и уважување од нашиот град. Идејата на Сојузот на борците и продолжувачите на традициите од НОП за изградба на споменик во Штип држи за Михајло Апостолски. Темелната реконструкција на дотрајните објекти ќе значи решавање на голем проблем на жителите на Ново село. Фале му во да се санира, да се среде, да се изграде нов објект и да се срушат вие паднати, така наречено, стари куки. Во е претежно страшно за дечиња од малото, што живеат тука. Јас сум најблиску, портата ми е нон-стоп затворена, страме у секој момент дете надвор да излезе, уколку излезе, може да се случи нешто да падне. Еве пред 2 дена е во паднато од невремето. И ако има поголемо невреме, може и да се сруши целиот зид, да ни го блокира и влезо. Пред 10 години се продадени, а до сега ништо не се е преземало. Ние имаме постојано кола у дворо. Сега не смееме ни кола да качеме да растовареме ко се вратиме од село. Треба подхитно да биде санирано и да се среде. Најстрашно нешто у градот е, мислам, што може да се направи? Може, например, за школото нешто да се направи како дом за ученици, студентите да си тука остануваат повеќе време да се учат. Мирно е. Па може и спомен куќа, али мислам дека за студенти ќе биде најпогодно, затоа што е мирно, не е прометна улица, тивко е. Треба тоа, музеј е одличен направен и сега тие стари некои куќи слушам паѓат под некоја заштита, треба да се направат. Градоначалникот до сега и локалната самоуправа и САР, значи толку сложно работат што не направија парко, направија стазата. Сега предлагат од Клисура до Отиња да направат мост, да не поплавува. Не добро, предобро, многу добро. Значи таков градоначалник и директор на ИСАР, двајца, да има уште 4 за цела Источна Македонија, доста. До сега во Ново село се изградени неколку христијански храмови, музеот на ВМРО, кој е сместен во старата куќа на Андонци. Обновен е термалниот извор Лџи, а во тек е изградбата и на други локации.